Граѓаните да не се опуштаат и да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот, апелираат лекарите. И додека тече процесот на имунизација на населението, да продолжат да носат маска, да одржуваат лична хигиена и да држат дистанца, за да не се повтори бранот. Особено да внимаваат да не се создаваат гужви пред центарот за вакцинација. Граѓаните треба многу да внимават и кога се вакцинираат, да држат дистанца, бидејќи се уште никој не знае дека тоа е, не можеме да знаеме кој може да е заразен, кој може да пренесува вирус, така да при вакцинација било кое место, значи се уште важат тие препораки од Министерството, значи држење дистанца и обавезно задолжителна маска носење и дезинфекција на рацете. Да не ни се случи тој синдром српскиот што беше при вакцинација и се зголеми бројот навистина многу. Така да се надевам дека самите граѓани ќе бидат свесни да внимаваат при вакцинација, да не се собират. Оти навистина не можат тие вработени од Министерство за здравство или полиција или војска да ги тера. Така да самите граѓани мора сами да внимаваат и држење дистанца. Состојбата во Тетовската болница се смирува. Моментално се хоспитализирани само 4 пациенти со COVID-19 на возраст над 65 години со коморбидитети. Добро, сега имаме смирување на ситуацијата. Имаме моментално 4 хоспитализирани пациенти, од кои сите се на кислородна поддршка, така во релативно добра состојба. Иначе амбулантските прегледи имаме се уште над 40 пациенти, што се за кои за контрола и кои за советување, некои за лабораториски или радиолошки испитувања. Секако дека сега имаме и еден починат пациент, значи во последните 24 часа, така да ситуацијата почнува да се нормализира и се надеваме за едно кратко време дека нема да имаме хоспитализирани пациенти ако продолжува по овој тренд. Инаку во Тетово и околните општини заклучно вчерашниот ден има 109 активни случаи на COVID-19. Од почетокот на пандемијата бројката на COVID диагностицирани пациенти досега достигна 7196, од кои 312 починати.